Од 600 хектари кои се наоѓаат во атаро на селото Делјадровце и речи се уште толку колку што земат под кирија, со секојдневната макотрпна работа по нивите и со спечеленото со под 500 селани од ова скопско село за себе велат дека може добро да се живее, ако може така да се рече. Што ти поработиш во село овака? Супер, краве чувamo, магаре чувamo. Све, по нешто. Земјоделие, пченка, јачмен, 25 хектари имamo на посејано се. Сега за сега, есенско. Така. Пролетно уште 10-15 и тоа. Земја под најам взимам под закуп. Тој газдата што е неќе да направи нотарски, она ја ќе работам, он ќе си ги земе субвенциите, што знам како иде тоа. Толку години бидна, само 10 хектара ми дадоа и тоа сега у децембар месец. Колку крави рече дека чуваш? Па са све телења 70. Субвенции, зеде нешто фали, зеде? Субвенции нешто земаме, за осеменети крави уште нема. Зошто? Па не знам, беа контрола направи. Нема. Иначе машини имам 2 комбајни, 5 трактора, приколици, 5-6, 7-8 пара плугови, багер за товарање, ѓубре за истоварање. Овие мали по 13.000, овие по толку 7-8.000 евра, 2-13 кажувам у марки. Така? А иначе овие сега трактори што има убави, нови, добри, големи, по 30-40.000 евра. Поработувам со кравите, со кокошки, тука по куќата нешто, на деца на снајте ги помагам. Молземе крави. 14 крави молземе. Така? Имаме телци, јуници. Така се тоа. Кози имам 2, магаре, све. Од све животинки чуваме по нешто така. Ние сме 10 души тука. Па сега брашно произведуваме те пченица нешто, мелјамо. За нас има леп да јадам. Не купуваме, не продаваме. Одржаваме се. Не ме прашувај, што земе пари се потрошиме, не чуваме ништо. Не можеш да обстанеш. На деца им треба земјоделие нафта, треба им ѓубре, треба машина се покварила, делче требало. Како? Механизација е стара, треба да се подновиме, меѓутоа за кредитот не може да аплицирам и сум имал, немам годините ми се многу. Па треба да фирмата да ја пишам на синовите, да некако они ако можат нешто да земат. Така? Да, од 59 години не те фаќа, а ја 62 имам. И така немам право да аплицирам, например, за некоја нова машина. Дедо ми овдека останаа, мајка ми, татко ми и ја исто така. Дали вака би заменил или никош не би го напуштил? За сина може да купи еден стан и да си иде. Иначе ја не више.